Како го оценувате вчерашното гласање во собранието на Република Македонија? Супер. Очекувавте ли и како гледате, сметате ли дека треба да продолжи овој процес нели кон пристапување за отварање на уставот се со цел за реализација през Зошто сметате така? Зашто сметам? По ова сиромаштија не се живее. Сите отидоа, сите избегаа. Сите со бугарски пасоши. Зошто? Ке станеме бугари? Бугари. Веќе 20-30% се бугари со бугарски пасоши. И се отидено у Германија. У Германија кога одат не се водат као македонци, као бугари ги рачунаат. Помислам дека е реално. Иначе нема што да се изгуби и што да се добие. Договорите секогаш едната страна добива, другата губи. И обртно така. Вие како граѓани на Република Македонија сметате дека треба да продолжи овој процес се со нели крајна цел влезна земја во ЕУ и НАТО? До крај да оде до крај. До крај. Иначе без Европска унија Македонија е бедна. Арамилук. Арамилук. Зошто сметате така? Покварењаштво. Покварењаштво од крај до крај. Нема што да кажеме, се види цел свет гледа кој е. Македонија да се уништи, да е нема. Ма да е нема. Колку од надвор, толку од наш. Пријатно, фала. Ви благодарам. Како и све друго. Со сила, на гурање. Очекувавте, не очекувавте, сметате ли дека е потребно пристапување кон уставни измени со цел на реализација на Преспанскиот договор? Што и да кажеме ние, тоа е политиката на големите сили. Зашто се залажуваме со вакви да нешто беспотребни муабети. Извинува, кога тебе ти е работа, тоа не ти замерам тебе, замерам на тие што прават некако, кога ги прават некако политика. Со тоа све е смислено, зашто тоа глумате, не знам. Сите глумат нешто, сите нешто зборат, кажуваат, а ништо нема со допирни точки со некоја реалност. Реалноста иде од надвор, од запад, од тие кои што име одговараат како кај нас ќе биде и пошироко во регионот, нели, кои што одлучуваат. Така да не е ништо до нас биде веќе. Не знам зашто. Добро, а не сметате ли односно што ја ако сметам? Што со тоа? Добро да се слушне гласот на граѓаните. Ма што со тоа кога ние у суштина не одлучуваме ништо? Тоа сакам да кажам. Суштината е друга. Добро, но вие како гледате на пристапувањето кон Европската унија и НАТО на земјава? Па види, ја како гледам. Како и да гледам, тоа нема да биде да кореспондира со реалност, разбираш. Реалноста е една. Добро, но сте против. Сметате ли дека подобра иднина ќе имаме? Можеби не. Не можам тоа да знам. Тоа може некој како Баба Вања што бил, што предвидела работили Нострадамус, они можеле да знаат тие работи. Мене што ме прашаш. Дали сметам дали ќе биде подобро? Ја не очекувам ништо од Европа подобро. Зашто ако сакале нешто да биде подобро, до сега можеле имале 23 века да ни направат подобро. Значи, само лошо ни правеле. И така да по моје, ако ти значи одговорот, би требало тој да биде. Ја не очекувам ништо од нив. Добро. Почитувам господја, тој се као новинар и журналиста. Јас како граѓанин демократски беше тоа. Доста беше со еден таков режим каде бевме изолирани, а ова беше постигната голема шанса за Македонија и младините на Македонија за евроатлантските алијанси. Каде би иначе ќе бевме изолирани од сите европски земји, па и африкански земји, може да станеме и до најниско ниво, таму као Танзанија, Месопотамија и африкански земји. Оваа шанса Македонија требаше да искористи порано, али ВМРО и Груевски они нема визија. И така да како граѓанин ја дам мојата морална поддршка за еднината на Македонија. Не сум гласал ни за ЗАЕР, ни за СДСМ, него сум гласал за народот, за граѓаните на Република Македонија, да имат еднината и младите кадри да останат во Република Македонија. На еден демократски чин, а тоа што сега опозицијата, што немала моќ и снага, што им е криво, тоа е друго. И да напоменам, ние во Македонија имаме бројката по статистика дека е околу 2 милиона. Али ние не сме 2 милиона жители во Македонија, млада госпожица. Ние сме по просек околу 1.200.000. Од тие 1.200.000 до 1.250.000 тоа се има млади деца кои немаат право
со возраста да гласат. Значи, околу 900.000 ги имаме ние гласовите. Возрастни граѓани што може да гласат. Зашто јас и тоа и пред тоа апелирам. Должност е на секој граѓанин, тоа е морален чин да излезе на гласање. А за кого ќе се го даде својот глас, никој не може тоа да му го стопира или па присилно да го натера за било кого да за било нивна или другата опција да гласа. Тоа е морална поддршка, тоа е морална одговорност на секој граѓанин. Ако не излезе да гласа, значи тоа е антимакедонски државјанин, тоа врши атак од својата држава. Македонија на сите граѓани, без разлика на популацијата. Супер е. Да, сметате дека треба да продолжи процесот во собранието? За да влеземе во НАТО и Европска унија. Сметате да ја давате поддршката за Да, тој ја чин? даваме. Дали да. според вас ќе има земјава подобра иднина во ЕУ и НАТО? Мислам ке има, сигурно ке има. Може да кажем, беше малце тензично, али беше на крај успешно. Очекувавте ли? Очекував, стварно дека очекував и знаев дека и баш, ако ме прашувате мене, знаев дека вчера ќе се гласаше. Од институција така што стварно имаше потреба и некако, бидејќи сум и во тоа струка како професор и секогаш се надевав во тоа. И фала му на Господ на тие пратеници, па и другите, мислам дека ќе најдат сила да се надминат себе си, бидејќи на крај на краишта ми е 27 години независно секогаш во тие патишта сме биле. И сега не знаевме во кој ќор со как веќе ќе одиме. Ни од таа страна како партија, ни од другата. Што значи добре, Сметате ли се дека надева. треба да продолжи целата оваа постапка во законодавниот дом? Факт е дека предстои уште многу работа со нацрт амандманите, но еве ваш став. мојот став треба да се продолжи и треба што побрзо, паметно, да се ги донесува, бидејќи јас сум албанец и моите сограѓани македонци ги поддржувам во тие две елементи што кажуваат дека ќе го изгубиме идентитетот. Што ја колку што разбирам, ако има нешто така, ние како комши со векови што сме живееле тука, не сме, например, да го изгуби тоа. Бидејќи утре може и на мене да ми се случува тоа и на сите нас. Али бидејќи сигурен сум дека нема така нешто и нема да се изгуби идентитетот. Наспротив, се потврдува идентитетот на моите сограѓани македонеци.